Македонија ја засилува борбата против семејното насилство, а надлежните ветуваат уште поголема заложба за заштита на жртвите. Владата и невладиниот сектор упатуваат апел дека семејното насилство не е приватна работа и за него не смее да се молчи. Упатија апел до жртвите да не ги повлекуваат пријавите. Се надевам дека ќе донесеме заклучоци кои што ќе бидат имплементирани во иднина, за да максимално брзо пред се, тоа е многу битно, максимално брзо, но и максимално праведно се постапи во секој еден конкретен случај, а при тоа жртвата биде навремено изолирана од страна на насилникот. Од почетокот на 2024 година до денес се евидентирани 1715 постапки за телесна повреда сторена при семејно насилство. Од овие постапки, 798 биле запрени поради повлекување на предлогот за гонење од страна на жртвата, соопштуваат од обвинителството. Од таму велат дека тие не можат секогаш да влијат превентивно и исто така бараат да се пријавува. Со последните измени на кривичниот законник, очекуваат дека борбата ќе биде подигната на повисоко ниво. Токму затоа, последните измени на кривичниот законник, кои што беа донесени во јануари 2026 година, представуваат значаен исчекор нанапред. Со нив му се овозможува на јавниот обвинител гонењето да го преземе по службена должност и со тоа да постапува и во ситуации кога жртвата поради страф или зависност се повлекува од кривичниот прогон. Невладините организации сметаат дека ваквите дебати треба да бидат секојдневија, посочувајќи дека низ годините тие обезбедуваат помош и поддршка на жртвите на родово базирано и семејно насилство и многу добро знаат како функционира системот од перспектива на жртвата. Ние констатираме и предупредуваме на тоа дека иако законодавната рамка постојано се осовременува, иако законодавната рамка ги воспоставува основните механизми и постулати на постапувањето, дека нешто сериозно во системот на комуникација и координација недостасува. Од Министерството за правда пак велат дека во повеќе од 90% од пријавените случаи на семејно насилство жртви се жените. Меѓународните податоци се алармантни и покажуваат дека секој час повеќе од 5 жени се убиени од член од своето семејство. Со подпишување на Истанбулската конвенција и измените на кривичниот законник се воведени нови кривични дела како фемицид и дополнително е зајакната заштитата на жртвите, со можност обвинителството да постапува по службена должност. Дополнително државата воведе и систем за финансиска поддршка на жртвите, со цел институциите поефикасно да реагираат и да се спречат идни трагедии.